Ќе се продолжи со изработка на најпрви на законот кој што ќе оди во собрание со сите стручни аспекти, тимови од повеќе ресори, од повеќе министерства, правни тимови, транспорт и врски, труд и социјална политика, економија, од кај првиот вице-премиер Артан Груби, исто така правните тимови, за да цела влада, секој кој што има допирна точка со оваа работа, да влезе и да ги даде своите сугестии и мислења, доколку најпрвин искреираме добар закон кој што сметаме дека е окей и како една драфт верзија ќе влеземе и ќе разговараме со опозицијата, со невладини организации, со експертите луѓе кои што се поставени овде во државата и ќе го пуштиме во собрание. Тој закон може да помине, може и да не помине. Ако не помине, завршува постапката. Што е со цената? Сега, следниот чекор или третиот чекор е креирање на договор, кои што исто така ќе бидат вклучени експерти, меѓународни консултантски куќи, компании кои што ќе работат, ќе преговараат врз база на постоечките цени на креирање на договорот. Тоа е третиот аспект кој што ние инсистираме исто така доколку се постигне прво донесе законот, да потоа се оди на договор и договорот исто така пак да оди во собрание на гласање. Тогаш ќе биде повторно отворен пред јавноста, пред увид на пратениците и на крајот на денот. Пратениците може да одлучат дали се е државата подготвена да влезе во еден ваков нов модел или не. И заради тоа не прејудицираме и не правиме притисок. Овој концепт можеби ќе помине, можеби доколку некој од овие чекори или алки не се исполни, тогаш нема ни да продолжи. Предпоставам дека слушнавте дел од реакциите на дел од невладините организации кои што работат пред се во областа на антикорупцијата, на мониторингот на јавните набавки, како велат дека владата нема ни еден валиден аргумент со кој што ќе ги заобиколи механизмите предвидени во Законот за јавни набавки. Јас исто така разговарам со повеќе луѓе кои што се од сферата на транспарентноста работат во овие постапки и сакам да разговарам, сакам да ги вклучиме сите. Многу ми е важно мислењето заради тоа што не сакам да има ниту една дамка во однос на оваа постапка заради владата, заради тоа што сакаме да се обидеме да придонесеме, да не заобиколат транспортните коридори. Сепак имаме одговорност пред граѓаните да изработиме и да изградиме сериозни патни делници и транспортни мрежи кои што ќе бидат прифатливи за граѓаните и за државата. Инаку не го прифаќам тоа дека меморандумот не бил на увид, дека не можел да го добие никој, буквално на секој кој што ќе го побара може да го добие. Еве јас го носам вечерва, ќе го доставам и до вас на увид на јавноста. Тоа е меморандум кој што може да го види секој, необврзувачки, но ова е еден начин да се обидеме да креираме едно подобро решение. Можеби ќе успееме, можеби не, но важно е да